Здраво на сите, во денешна епизода ни е гостин Кристијан Шанковски, доселеник е од Австралија, си има вратен овде и со брат му има покренато фарма за кокошки во село Зрзе. Правевме муавет за фармата, правевме муавет за животот, за тоа како се има одвикнато од пороциве. Интересно решение нашол. Следете не на Инстаграм, на Фейсбук, запратете не. Во описов од епизодава долу можете да ни донирате во криптовалути и претплатете се на каналов. Кажи ми денеска во Прилеп специјално идиш за подкастов? Па, генерално да, мислам ја доаѓам за тоа, пошто брат ми онака иде само нели да заврши работа, и спатне меѓутоа и мене, нели, и да не доаѓаше пак ќе дојдев со возот. Добро. Да, специјално пак. А сега си на релација Скопје и Зрзе. Скопје и Зрзе. Скопје и Зрзе. Да, сега сум претежно в Скопје поише време, пошто нешто други работи правам. Имаме човек што ги чува нели кокошкиве, така да могу да балансираме, да не биде само една работа иста, да. Пошто ќе ми досади многу брзо, да. Да, таков тип на човек си. Многу ми досадува брзо, брат. Морам постојано да сум одвижен, иначе ќе умрам, брат. Да. Значи имаш постојана потреба од нешто ново? Нешто ново село време, да. Што е сега последно нешто Па ново што сега си го нешто- приуштуваш во животот? Нешто сега и потоа станови да издаваме на Airbnb на туристи. И тоа ме е нешто ново, пошто нон-стоп некои нови луѓе доаѓаат, странци ваму таму, тоа е ново. Ова исто е ново, нели, со фармата, па сега куќева дома ќе реновираме и таа нешто да се направи, све тоа ново е. Книги пишување и тоа е ново. Книги, јас за тебе дознав порталов Црно-бело, Аха, црно-бела. имаше интервју За фармова беше мислам. да, за фармата и беше прилично читано и шерувано интервјуто гледам дека со беше, да. голем број на позитивни коментари. И така усвари јас прв пат се сретнав со ваша приказка. Аха, И така ми остана во сеќавање. супер. И онака со неколку неодговорени прашања како човек што живее во Австралија, да речем, со пасош, со можност да работи нормално, правно, сето регулирано во Австралија, што е, мораме да признаеме овде, сон за голем број наши луѓе. Генерално, да. И како таков еден млад човек се одлучува на чекор на кој што се одлучивте ти и брат ти, така? 5-6 години? Да, ја имам, да. Да се тргнете од Австралија и да дојдете во Зрзе да покрените Фарма за кокошки. фарма за кокошки. Брат, Што му претходи на И тоа. малце да ми го опишеш тој период од твојот живот? Значи, не само да речем покренувањево на фармата, идејата околу производство на јајца од кокошки, хранети на пасишта, туку и она што и претходи. Значи претходно тој што- период во твојот живот. што ме потикнало да Да, направам тоа, како можеш малце да ни го сликаш. Да го расшириме, да. Види, мислам дека Австралија ми беше интересно да влезам во тој возрастен свет, да работам и све тоа. И некако работев како зидар, градев куќи и градев. И некако како не се пронаоѓав толку многу добро во тоа. И еден период почнав да читам многу книги од Америка, од вамо од таму, за уметници, за ова, за она режија, поготово за она. И као ми смачено време таму да седам, пошто доаѓа би често Македонија и на Европа што патував, и гледам дека има друг живот од тој таму. Тој ми беше многу едноличен никако. Исто по исто се повторува 10 години поред. И мора да дојдам овде да видам дали има некоја промена кај мене како човек. Кога дојдов тука пораснав и сватев дека окей. Да. Причината е нема некоја особено, тоа што го спомнав преска, само се дешава нешто. И утре тоа ќе биде нешто друго, може околу ќе се преселам, може би Србија, појма немам. Само мора да мрдам се во време нешто се случува. Во ред потребава што ја чувствуваш за константна Динамика Промена? би рекол, да. Јасно е тоа, знаеш, бегање од едноличност може на некој луѓе му одговара, може би нон-стоп да му биде некако се под контрола, се познато, а на некои луѓе ако стана работи премногу познати, премногу предвидливи, Предвидливи. почнува некако Нервоза чувството на животност да му го загрозува и гледа да се
да се исфрла во нешто ново, ама сега ти значи сакаш да правиш промена како идиш до идеја конкретно да се занимаваш со со Фарма. со кокошки, ви идите заедно со брат ти. Па добре, една година он подоцна од мене дојде, ама генерално сме во исто време тука, да. Па види, он обожаваше животни од мал и во Скопје кога дојдоме немаше некои можности многу да се прави било што и решивме да ги искористиме местото таму што го имаме да отвориме фарма. И од тоа трна, гледам луѓе од доста добре гласне она, интервјуата ваму таму и трна некако работава. Интересно е, запознаваме многу луѓе, вака патуваме ностоп нели заради Скопје. Доста правиме, ја мојата креативност се споив со него, он чува животни, ја пишам постови, одговарам на рачки, креирам, сликам, доста правам, така да се покорим тој дело. Да, он не беше само за тоа, да беше он само сам, немаше да биде вака, пошто јас се придружив, вајде да се поклопиме со тоа. Кажи ми за фармава. Колку беше тешко првиот чекот да се покрени? Се беше тешко, навиката во село беше тешка, пошто животот не толку, навиката во село беше тврде изолирано место, нема ни продавници, луѓе нема ништо брат. И се најблиската продавница чип да купиш, ти е 10 километри. Ја вчера бев во Скопје, пример, гледам фудбал, ми се пријде чип, брат, имам продавница одма, нема ни минутка. Си купив чип, си јадев, тоа го сакам. Оваму си никако поограничен, не си многу слободен, па од друга страна многу штедиш пари, па нема каде да ги потрошиш таму. Продавници, кафичи, дискотека, да јадам у ресторан нешто, писа немам јадено цел месец, таму викам да нарачам, никој не доаѓа брат. Ти сепак е радикална промена, значи ти од Сиднеј да дојдеш во Зрзе. Скопје Зрзе, да. Доста промена е голема, ама тоа ти викам мора нешто се дешава и сега гледаш го научиме и тој дел како функционира, сега можеме да си научиме тие искуства и да им кажеме на други луѓе како сакаат да имаат таков чекор да прават, да им дајме совет и така натаму. Го прошируваат својот видик би рекол. Знаеш повеќе за животот така. Да, имаш такво чувство дека Па да шириш таму, го шириш како на GTA играта, памтиш порано? Да. Помниш еден левел ти отвара ново место. Така и ова исто. Сега го знаеме ние тој дел, знаеме од А до 6 што се случува. И со живот, и со луѓе, и со сезоните, зима, лето, што треба да се прави. Све само си има еден биоритм, ти мора да влезеш во биоритм од селото, за да живееш кон нив таму. Да. Оно еднаш месечно на шопинг. Еднаш месечно у Прилеп, раскара кера, значи тоа е доживување. Така јас ја потам да го доживувам тоа, идам у Прилеп секој ден во Скопје месец дена. Чудно вака брат, гледам кај луѓе ми зборат коли, чудно е. Ама тоа е она хардкор. Дали то привикнување сега на селскиот амбиент и на тој начин на живот веќе кога почна се да менуваш. Прво таму, поголем дел од време, па тука, Да. се тоа почна да ти недостасува или? Зрзе? Па да. Па искрено, она што го приметив таму бев многу повеќе во движење, но тоа нешто се случува таму, мора да промислиш дрва, да изсечиш, животни да ги видиш, да се вратиш, па да горе нешто си заборал, има движење село, такво е природно, не можеш дома да седиш таму. А пак од Скопје стануваш помрзлив, што работиш од дома, тоа не преш ништо конкретно и пак купив една справа, пак ја вежбам денак дома а ове село време што правиш. Друга работа, Скопје има многу нездрав начин на живот, однос на храната, се ти е достапно. Бурек, пица, хамбургер, ваму таму, а ове па се научив салатичка, пиперче од бавча, па љубеница, таму Класична селска исхрана. да, ја и се од дома, лепче ми стигнува леварот, на секој 3 дена го чекам леварот, да ми стигне леп, викам брафало ти. Тоа е малку таму по суштина има некоја првобитна состојба на човекот, нешто напорано кога се запалиш оганче да къснеш да тоа е селото за мене, да. И на некој начин те освежува тоа, брат. Ти И дава работите симпл живот. Те привлекува такви работи? Па на некој начин, да, симпл живот, на моменти. Кога ваму ги досади, ваму бегаш, симпл. Нив, брат. Кој некој вака навики или некои своји, да речем, модели на однесување што си ги носеше со себе или односно што ги донесе од Австралија овде, мораше да ги коригираш, некој да ги смениш, да ги прилагодиш за да бидиш прифатен, малце да се задржиме У Македонија општо во селово. Во селово. Значи, Тоа е радикално. Ја би рекол на Македонија би го споредил. добро, ајде. Нека види на Македонија. Па мислам дека ние сме, нешто оно филмот Кум се гледа третиот дел. Да. Кога му рече овој каменот, ако го ставиш вода, не влегува водата у каменот, така? Така и ја изгледа се претвори во камен, да не дозволам овие да ме
Значи на доцне ке нас тие ствари малце ми пречеа мене и мислам дека не се променив многу во тој дел. Само глумом дека се променив за одредени адаптации, ама глобала останав истиот. Натре у камерот. А надвор сум било каков брат, да. Ке бидам скинат и ке имам брада. Ама натре сум си тој австралијанецот што патувал и што научил некои принципи на работење и така натаму. Да. Кога велиш австралијанецот, како се чувствуваш? А оне што е поштен брат, што е праведен, а оне што си ја сака земјата своја брат. Пошто австралијанците многу си ја сакаат земјата, таму не смееш ништо да кажеш ми Северна Македонија на пример во нивен контекст, кога да нападнат одма, да, многу си го бранат своето, си го бранат. Да, и на работната етика им е многу на високо ниво. Со време работат семи у линија нив. И улици, семи у линија кај нив. Нема ништо што стрчи. Да, закон мора да ти платиш, ја си синен премиерот, мора каза на платиш за брзо возење. Сите се некако еднакви таму. Да. Роден си каде? Овде сум роден, ама као бебе на година и пол ме однесува таму. Значи, роден си овде? Да. И ти на година дена? Години и нешто имам, да, ме однесува таму. Ама моите баба и дедо таму се века 17 години, кога дојде моите да градат кујке тука, тогаш тум се роди јас. Иначе и они се венчани таму све. Значи баба ти и дедо ти? Од 17 отидоа Зрза. Отидоа таму директива и од двете страни се. Значи тие се првите селеници од фамилија во Австралија? Да. Дедо ми има една слика, гледам од Зрза кога гледам некои стари слики, као сликам го испреќа селаниве со куфери, со кот мој демек оди за Австралија. Интересни работи, да. Па и он рече еден ден, вратете се од Зрза, вика, ако можете нешто направите за селото, па ева нешто се дешава, брат, да. Тоа е Аманет бе. еден од мотивите? Па така нешто, да. Амането од Да му она пошто он многу ни дал нас, не никако да му вратиме на него, да го за тоа што он ни го дал, многу ни помогна во животот. Он брат, отиде таму се мача, работеа, и мора некако да му вратиш на него, пошто он така што неговата жоба да биде тука, у Зрза да живее, ваму таму не успеа, тоа почина порано. И ние во никако Австралија? Почина овде, брат. Дојде овде, почина ради некои компликации, така ни остане као некој сакаме бистер да му направиме се забаваме, ама го почитуваме многу, да. Значи, дедото е централна фигура во Тоа е, може да. се каже. Мислам дека се што денеска имаме е од него директно. Значи уште од него течат пари тука. Течат и знаење, мудрости од 100 години што се вика, брат. Да. Значи за неколку следни генерации овозможил пристоен живот. Дали финансиски на било каков начин, бе, ти го намеси у патот, па ти понатаму што сакаш прави ти вика, да, Во ама вредносно културолошки. точно, да. Оставил нешто. Дали у куќа ти оставил кола, тоа нешто ти оставил, да. Значи како Места ни оставил во Зрза, ни оставил места. Знаеш, пак е тоа нешто, на некој начин. како едногодишно бебенце одиш Австралија и така таму започнуваш со образование. Школа, да, со перење мозок. Да, со Да. перење мозок. Перење Зошто мозок, брат. перење мозок, ај малце Па еве да речеме секоја среда мора да пееш химната, брат. Химната на Сака од Австралија. да. Секоја среда. Секоја среда, брат. Ке застанеш таму, ке пееш химна, брат, да. Перење мозок у позитивен контекст, државата те спрема да бидеш, нели, австралијанец, брат, не друга националност, да. Првата асоциација сега ко ти рекол да се навратиш малце на тој период е тоа пеење на химна секоја среда? Секоја среда, да, брат. Да, тоа е еден од начините да мора да го правиш тоа и мора да бидеш австралијанец во таа земја. Тоа ја го почитувам, пошто не може некој да дојде у Македонија од не знам некоја друга земја и да се понаша како таму што се понаша тој. Не, секоја држава има своји правила, ти мора да ги почитуваш. Не знам македонците од Австралија што правеа. У 17 години па што овде у село се навикнале да фрлаат ѓубре од долот и таму земале село ѓубре ги фрлиле у долот таму. Немаш така, брат, друга земја, други правила. Да и немаш ти ракија да вариш таму. Овој двор ракија прави на татко ми, пази му се ово на брат му вика, не ми го давај казанот, дај ми ја вика машината за перење му вика брат, код. Да не го фата по телефон, вика ќе вари ракија овој. А таму ќе ти лежи сад. Код заказан, а? Вика дај ми вика, ќе дам кај тебе да земам машината за перење му вика брат. Тој казано да го заварење ракија. Ако те фатат, лежиш у затвор брат, цел живот. Ама навиките не може да ги искоренат овие брат. Мора ракија да вари, мора да фрла ѓубре од долот. Значи во Австралија така си го подава казанов. Ма со шифри. Куме дојде и да ти ја дам. Да и затвараш дома све, колата ја паркираш Машинава за перење. Машинава за перење или нешто друго, нели? Затвараш дома све, не примаш гости тој ден, не си тука. Значи за да не ти успева влез- да организира
голема И покрај организација. сите законски регулативи што ете Така. така и тие Да прави сепак ракија. успева сами да се произведе ракија, да испече. А тоа е забрането со закон, многу е строго, беше алкохол, нели? Ама мора да се снајде за капка алкохол да го направат тоа. Порив некој има натрешен. Иако тоа вклучува затвор. И сега сигурно си онака на ранг листава на домајчин, тој што има домашна Ракијата ракија котира во Австралија, да. тебе те котира горе. Па и поше бро. гости има дома ради ракијата, да. Да? Не доаѓаат ради тебе, ради ракијата поше брат. Од Да. шо пече ракија? А ја не пијам ракија. Не Моите тие, мислам од нашава генерација прекинува да гледа тоа со раки, маки и све. Само ми е жал, вака ај нешто сакам да што си научам. слушнал од муабети, од шо пече ракија? Од ракија, точно така ми го Лоза, прави. грозје, пак истото? Мислам дека грозје прави ја. Тоа имам забележено грозје прави ја ракија, да. И се крија све тоа тајно како комитите брат, да. Како комините? Све брат затвора, ракија прави дома, да. И ако дојде гостин ти дропа некој што го знаеш, нема отвараш, пошто не си дома. Пареше ракија брат. Значи ракијата е нешто свето. Света работа е брат, да. Како што за мене е бурекот света од Скопје, така и ракијата да и како што е скарата света за мене од Прилеп, така да. Да? Да ни бе ракијата таму, да. Ко ти рекол за Прилеп, он ма рече скара. Скара, дали ти реков, да. Мислам дека најдобро е тука во Северна Македонија скарава и пошире го. Да. Во Прилеп, Не би Австралија има добар бурек? Па не Се баш. најдува нешто? Не баш, кај Србија Приближно? обично јадев, не баш. Ја мислам дека без наврада, подалеку од Скопје, тешко брат. Подалеку од Ѓорѓе Петров кај што живееме, тешко да најдеш добар бурек. Сум го испитувал многу брат, сум идел сегде, да го пробам секој бурек од Ѓорѓе скоро, нема брат, нема. Тоа има посебна, не знам, навика она. А македонски ресторани, скара, македонски јадење Австралија? Имаат. Има некои кои одржуваат носталгијава за Македонија, има и во Рокдел таму таа насоба, има скара што мере доста добра, но не е како тука, брат, ама оке, не е лошо, може да помине. Да, ма не е. Да. Јасно, ама за да онака малце Да се поседи да едеш се нешто, има. Ама брат, почестиш. $20, $30 порција, ти се лошо од тоа, брат, дедерка порција. Ама тоа е стандардот, да. Јасно. Химна ја слушнавме, значи секоја среда ја Секоја среда, слушнавме. да, ке станеш и ке пиеш само, брат, да. Основно, Основно, да. како изгледа периодов на колку години е основно во Австралија? Мислам дека до 8 одделение. Исто, до 8? Мислам дека до 8, да. Мислам дека до 8, не сум заборавал, брат. Како Заборавав пошто јас школа немам многу формално образование. До втора средно изгорев и толку, брат. втора средно таму Овде мислам дека 2 години бев во Георги Димитров. во Скопје? Во Скопје, да. Дојдов тука, 2 години завршив и не може веќе да учам, пошто сакам нешто друго да правам, брат. Ми беше многу досадна школа и потом да работам. Да. Се вратив во Австралија и потом да работам во градежништво. Градежништво. Да. И Ми треба пари да се купам точак мотор такви работи, нека ме барам од дома и решив да работам. Јасно. Ајде, уште малце, тој период, како е за работка, како е за Ама? живот еве во, да речем, во таа дејност градежништво? Добре платена, сам ќе заработува, да речеме мајстор што знае резира цигли, околу 240 евра дневно може да ги земе. Ама многу пати временските услови се лоши таму тропска земја и многу е жешко на градежништво, многу врне, многу бура има, така да не е баш нешто нај. Ама добро се заработува ако немаш што друго да правиш. Ако немаш образование, идеш таму и те примаат и тоа е тоа. Има многу наши луѓе? Многу наши луѓе има, да. Од цел Балкан и од цел свет има буквално таму, од Авганистан, од Кина, од сегде, да. Во тој период рече дека тоа е уште периодот пред да дојдеш ваму, пред да се одлучите да започнете со фармава. Во тој период викаш дека почнуваш да читаш книги, почнува да те интересира филмот како Надвор уметност. точно. Како се буди таа желба во тебе? Па е како Што е мал тоа дотоп, нешто што како те мал повлекува? дотоп сртав многу. Како мал сртав многу и многу пишував, како приказни некои пишував. И кога поратам најнаш како тие видеата, потом да сваќам дека можеби е време да потнам нешто друго, да сменам професија. Да избегам од таа професија, да сменам нешто друго. Ама сватив дека не можам само една професија да правам, морам повеќе професии наеднаш да ги правам, за да, како што реков, да не ми биде досадно. Да.
А пишувањето ми е централно, да речеме. И татко ми пишува, дури Блаже Коневски ми е роднинот кај татко ми е страната. И паѓа далечен роднина. Блаже Коневски? Да. Од таа страна. Да, и татко ми пишува мишот, само што нема издадено ништо. Еве ја почнав прво да издавам, се втората направив, третата ми е готова, четвртата почнав да пишувам и така. Да, ова ме изненади стварно, јас кој што ти реков дека со тебе со брат ти дојдов во контакт преку Црно-бело порталов и со приказка со фармава, ама не знаев дека ме изненади, не знаев дека пишуваш и дека имаш печатено книга. Ова ти е прва? Прва книга, да, малку онака е као не сум што најзадоволен, ама прва книга ти е драга, пошто ти го трасирало патот нешто да почнеш. Не си најзадоволен? Па да, као, знаеш, прва книга ти е, знаеш дека секад можеш подобро, ама мислам дека е окей. Добро, ај наброи ми неколку причини зашто не си задоволен. Што би направил сега поразлично? Па, мислам дека пишуваш одново. темата мал се различна. Таа, ваму пишам за уметност, некако те ограничува само за уметност, а па новата пишам повеќе за филозофија и психологија и илјадните теми ми се во една книга. Можам било која тема што ме интересира да вметнам у тоа. Ова може само за тоа. За режија претежно и морам само у режијата да не мрдам подалеку од тоа. Во ова си... За режија претежно и претежно за како да почнеш да го следиш тоа што сакаш да го правиш во живот. Да. Има и психологија и филозофија малку има, да. И проектите што ги правев, сликите и ми се таму, и како некоја албум со слики, со пишување за тој период од мојот живот, сум го оставил во тоа. Во тој период од твојот живот, конкретно со филм се занимаваш? Со спотови правев. Спотови? Да. Музички? Музички спотови правев, по некоја реклама, ама претежно музички спотови правев, да. Пошто ми беа така брзи, песна веќе имам готова, сценарија пишувам, монтирам, снимам и готово. А филм да правам ми е многу досадно, пошто долга процедура е. Да. Овде викаш како да станеш фриленс артист. Артист. Разбудете го креативниот гени во себе. Во себе, да. Ти успе да го разбудиш креативниот гени Па во мислам себе? дека да, порано имав проблеми со леле инспирација немам. Сега морам да дувам трева, морам да пијам, да се инспирирам. Што мора да признаеме, треба да знае да делува инспиративно. Да, ама некако зависиш од тие стимули. А сега најдов начин да бидам инспиративен 24/7 денот, без да ми треба нешто друго. Ајде малку се појасни ми околу тоа. Па види, овие се крева, те спуштаат тие стимули, нели? А вака си само генерално среќен на животот, ти имаш некоја сел, да направиш тоа што го направиш да има некоја сел, да има некој ефект врз луѓето, врз општество и од таму поеѓаш ти да го направиш тоа, од вистински од себе. Нема лага, нема ништо. Ова треба да си како пушам си инспирација, леле, и кога се отрадам се бале, што он пишува, па нема врска со мене, нели? Ова пореално мал се да бидеш пореален, по како што треба, да. Тоа се чудно, ама ја тоа го имам сватено за тоа. Чудно, во која смисла чудно? Па чудно дека многу луѓе им треба така да се инспирираат од треба и при тоа прават многу глупи проекти, ги имам приметено, кога се надуваат глупости, а вака кога ти треден, можеш пошто да направиш, пошто енергија имаш, пошто снага, пореален си. Пореален. По-трезен си би рекол, да. Не ти треба инспирација, сам си од себе инспирација. Ти во тебе е другата више, природна друга и си инспиративен цело време. Да. Колку време Чист- требаше за да го сватиш ова? Па 3-4 години ми требаше да го сватам дека водам многу лош праве со тие работи и прекинав се, јас сум сосем окей. Да. Сосем чист, немам ни кафе пиено, немам ни газирани пијало се не пијам, сигари ги откажав, трева и кафе исто. И алкохол, извини. Алкохол? Да. Тоа многу ми сметаше, пошто цело време бев во некои емоции, брат. Добар, лош, добар, лош, добар, лош. И ако се пивнев, добар бев. Што ми алкохол лош. Па тако и во село, наше брат. А викаат, земи ми алкохол. И ја викам, брат, не да му прилеп. И ако нема алкохол, ќе те убијат. Знаеш, мора да пијат. Мора да се дешава нешто. А не, сега сум чист. Нема ups and downs. Чист, цело време сум на линија. И среќен сум цело време. Село не е лесно да се дружиш ако не пиеш алкохол. Мора да пиеш, брат, тамо. Тамо ти е 3 литра пиво ти е стандард, а 1 литра ракија ти е за добар ден, брат. Да. Како ги држиш таа тешка работа ако не пиеш тамо, брат? Отвен ко мене ако не си вака хепи. И како ќе ја издржиш? Не знам да можеш да ја издржиш, ама појче би рекол дека културолошки таму алкохолов, Е главна тема. културолошки е толку навлезен дека секој облик на дружење, секој облик на прослава или на обележување некој настан, мора да биде среќен, нека биде и тажен, значи
толку е навлезен алкохолов, Аха, како мора да- некој неизоставен елемент, Аха. дека ако го нема на масава, сите во ист момент има да почувствува дека нешто недостасува. Да, мислам дека се право тука, да. А тоа е, не знам од кај доаѓа тоа. Ај порано да се напиеме едно за здравје, едно за ај се роди ќерка ти пап. Некако до таму, не знам. Дури на погреб гледам луѓево, беше еден погреб бев во Австралија, човекот почина и сега нели друго нели тоа закопаат тие работи, неќе фати пешот дена е тоа. А овие отидоа кај него, секој ден бевме кај него, му го испија сел алкохол што го собирал со години човекот брат. Виски, миски ги си направил барче дома, нели со точење, со буриње, некој све му испија брат. Знаеш, што За личи душа? тоа? За душа брат. Пошто човеков не можеш повеќе. Не, да пие. тука веќе све му испија брат. Ти викам некој скапе вина си ги чуваше и некој виски, лом го направија брат. И кога на што личи да кажеме? Не, Пива, мива, тоа гајби, фрчат, брат, мислиш протлава, ова е учена човекот брат. сум размислувал на оваа тема, неам доволно познавање, тоа мора историски да се согледат Аха. баш долг Од кај потоа тоа? временски период, како алкохолов станува и културолошки толку Застапен кај нас. важен, пошто алкохолов сите знаеме дека го има во многу сцени филмски, ако треба да му ја изваа стрелата и му дава шише Да, имам приметено. рум и тој мава шише рум и после не чувствува болка, пошто му престои операција, некоја хируршка интервенција имаш по филму или е ранет или треба да го сошија или така нешто. Да. И тука е често ајде Сме ги правиме влијание нешто од тоа да го тоа. земеме како символично, значи ако не ти е добро, еве да речеме да не биде физичка, нека биде емотивна болка. Емотивно нешто, да. Ако чувствуваш некоја болка, знаеме дека алкохолов, Помага. знај да ја... Ма што е тоа? Пак ќе дојде тоа, нема што, пак ќе се отренеш утре, пак ќе биде исто. Да, ама утре имаш па алкохол. Па И да, задутре сега имаш па алкохол. значи тоа само се пролонгира и гледа купаш од тебе негде И длабо. на крај тоа начин станува твој начин на живот. Како Тоа. што ако немаш една нога би користел дрвена Церица. патерица како помагало за движење. И ова Така фактички ти е и алкохолов можеби на некој начин некоја патерица што ти помага да се движиш низ животов. држи вода, да, држи вода. Се дури не најдиш Баланс. или не најдиш некое друго помагало, или усвари може сватиш дека па и не мора нешто многу да се движам, само ако ќе имам потреба. Па да, за одредени моменти некој што ви кажеш, да. Со ова што го кажуваш за село исто, во Србија татко ми е попотекло од едно планинско село во близина на Врање и сум имал прилика да наблюдувам на кој начин луѓето таму живе и се дружа. И секој пат кога ќе се најдам во некој друштво и одбивам да пијам, значи наставно сега не пијам и почнува убедување, ајде. Да. Ја гледам дека нив му е непријатно, оти јас не пијам. Тоа лошо могу, да. Едноставно смета. Тој што не пие не може да се закачи за нивно енергетско поле и некако даун му прави на луѓето. И Како да не си дел од нив, како да не си дел од нив, како некоја закана да си, по секоја цена гледа да те убеда Да пиеш. и Или сигара кога ти нуди некој, нели? Ме земи сигара, викам престана. Земи една, викам. Да, ама ова со алкохолов е буквално или си Епично сонаш или не си. Дали балканскиот народ таков или сите народи такви, за поима немам. Спореди, ајде кажи ми во Австралија дали нашиве истото Исто го го пиен, да. практикува? Исто го пиен, да. Поготово ако не се бајле, на поручак мислам ја бев таков, после работа секој ден кога дојдев, 5-6 пиво гаранки имав. Мораш. Тоа ти е норма, да. И таа нас ја многу пие, да знаеш. Како? Таа нас ја пие многу австралијска, да. Пијат многу, да. Тоа имаш 24 часа купиш алкохол како бензинска, те паркираш со кола, кажеш што ти треба, угајба ти го ставаат пазари и шиваш дома. Тоа е 47, да. Има специјален маркет само за алкохол. Пива Селсвет, ДАП може да купиш Скопска таму. Има и Скопски, да. ДАП мислам дека позастапена е сега, да.
Еднаш однесов дапне една прослава, имаше многу пива, само дапаш го однесов, до 15 минути го свитка село, брат. Да, тука ми се пиеше, да. И најдобро е според мене. Да. Имаше друго пиво или беше само тоа? Не, имаше и многу други Аха, пива, имаше и и друго. многу се фрижират све, ама само го фатија и го пија прво, па Ова е добра реклама за тоа. многу, да, да тапче, да. Тоа е тоа. Добро, Кристијан, малце сега околу организацијава на фармава, околу животните, кокошките, кој процес на производство го практикувате, да ни го објасниш тој дел? Добро, кокошките се, нели, пуштени се. И Треба. дали е точно дека не можете доволно да, тој на другарка ми кажа, не можете доволно да произведите колку што имате побарувачка да продајте? Па да, четата случува да нема, па ги одложуваме на недела на две, некој чека дури по 3 недели чекаат. Да. Пошто нашите јајца не се секој ден, затоа што само што се движат, трошат енергија, и тоа што јадат треба, не им дава како овие други работи да се напумпаат одма тоа, па да не се полека се природното и едно јајце може да се на 3 дена. На 2 преку сила, да. Едно јајце на Па на 2 дена. ден, 2, 3, тога негде, да. Помотама тоа јајце е поконцентрирано со здрави работи, не е само испумпано, туку е собирано 2-3 дена и после ќе однеси. Освен што си пасат треба, Имаме жито, им даваме пченка и пченица и сончоглед. тоа е како Екстра храна мора да Екстра комбинира. храна. Да, и тоа што церат бубачки тие работи се има како балансирана храна. Како ние што имаме леп, салата, месо тие работи, така и они мора да берат повеќе разновидна храна. и по цел ден се на пасишта. Па не баш, ги чуваме во одреден период во едно место за да може да не ги јакне сонце тие работи, и нега 3 саат поричок ги пуштаме. Да. Одреден период поминуваат на пасиште, одреден период ги затвараме за да може да ти викам ради временски услови да не ми сметаат толку. Да. Колку, кој број на кокошки моментално? Имаме го 150-200 тука негде. Да. Произведуваме мала количина за мал круг на луѓе, за да можеме да постигнеме да не биде она се расшириме пред сега, него се биде се полека. Политно да биде Го маса. зголемувате бројов константно? Па сега сме на една добра бројка. Добра бројка сме, сакаме да останеме така малце по медиум да станеме по смол, да не рипаме ти викам најнаш и да се биде така баш литно, пошто ние правиме доставата и луѓе веќе се знаеме и на по име се знаеме и по ни го знаат и бројот кој е Кристијан, здраво, здраво. Тоа ни беше целото ствари, да. По локално да биде. Водат. Вршите лична достава? Муштериве се во радиусот. Имаме прилеп, имаме баш рекорд, имаме прилеп за нарачки да не знам 260 или 320 јајца имаме во една нарачка во прилеп кај една особа. Да. Тоа е доста рекорд, тоа ми изненадува многу. И вршите достава на врат. На врата, да. Па сега ова доаѓаат луѓе се симнуваат, да. Може пристојно да, ако човек се целосно се посвети на таква работа, може пристојно да се заработува и да се живее кај нас во Македонија. Тоа пред некој ден го кажаме на девојка што ми бараше интервју за некој си бизнис портал во Хрватска. Аха. И ја викам извини да појасниме една работа, дури да можеш да живееш од таа работа, не е пожелно само од една работа да живееш. Мора постојано да имаш поише работи за да бидеш окей. Да ние ако се напнеме можеме да го зголемиме, ама сакаме да останеме до еден лимит, за да може да имаме време и за други работи да правиме, не само тоа. Значи тоа е свесен избор да не се остане само Точно. во една работа. Иначе може да живееш да, ама ќе ти треба малку поише време. Пошто не можеш да го придобиеш ти муштеријата наеднаш да самија билборди ау, мора да верба да му стекнеш еден по еден. И сите тие имаат роднини, пријатели, ќерки, татковци, браќа ваму таму, полека се шири. Затоа ние сакаме поорганско да биде целава работа, без да брзаме било каде. Што немаме потреба реално да брзаме негде. Која е цената на едно ваше јајце? 20 денари јајце. 20 денари. А на други јајца? Само имаме препелици тие 250 денари, 30 јајца и мет имаме што се не го продаваме тегла. Значи пчели. Чели. Кој односов на цена, да речем, со други јајца што се најзастапени во проданици и ова домашно во ваше? Тие се по 10 денари мислам во продавница. Има и по 15 некои, ние сме 20.
има и други 20 ама ми мислам така поретки има се. Да. И Не се плаќа само јајцето тука, се плаќа и самата услуга, се тоа се плаќа. И достава, добро, наплаќаме за достава, ама све тоа заедно од тоа. На ја некад кога пишам на некој профил да нарачам нешто, ми враќаат после 3 дена, кај нас се враќаат у секунда одма. Еве сега ако не слуша некој човек што му звучи интересно и примамлива ваква идеја, како мислиш дека е најдобро да се почне? Некој да отвори фарма нешто? Инвестиција од да речам колку илјади евра би можел човек да започне ваков бизнис? Па добро, реално Според тебе нешто најоптимално за почеток? јасно да. Види, зависи од многу фактори да речеме. Зависи дали имаш место, дали твое, тоа е најклучно, дали имаш место и дали имаш куќа што ќе ти биде или блиску или во склоп на дворот, нели? Да може да имаш и основни работи, струја, вода, ради хигиена, ради грејење ваму таму. Тоа зависи колку фактори, нормално не мислам дека треба кокошки треба да ги купиш, нели? Ама најбитно тука знаењето е најбитно. Не можам да кажам бројка сега, што најбитно е човек што сака да се занимава со ова, прво да оди на пракса кај човек кој што он сака да биде како него. Ќе научи година, 2, 3, после ќе се размисли дали сака да го прави тоа. Да. Мислиш дека тоа е најдобриот Беа пристап? прва работа, тоа е советуваме било кој и најбитно е работното место да ти е во близина кај што сакаш да живееш. Не кај што живееш, кај што сакаш да живееш. Да. Да. И прво дали сакаш животни, оди кај друг човек, биди таму, чисти измет, фати ја кокошката, ранија, па некоја се разболела, па мора да направи, мора да холиш некаде, да чистиш. Помини го тоа 2-3 години, како што прво нагледаш во војска, така и ова, војска у фарма. Ке научиш и после ќе се одлучиш дали ќе сакаш. А после тоа маркетингот, макување, тоа сосема друга приказна. Кокошки која врста на кокошки е тоа? Па имаме повеќе кокошки, имаме јамрок, имаме австралиски едни аустралов ги викаат, лохман, имаме повеќе видови кокошки, да бидат ајца по разновидни. Да. По различна нијанса на јајца, друга форма и некои вкусови се разликуваат. А вие со колку кокошки почнавте? Па и ние направиле на грешка со 200 кокошки, најнаш петаме со некои мали кокошки. Па не за не време ги фати, па нешто си заеба села рамота ваму таму. Најнаш петаме со многу бројки, сега гледаш полека петаме ги растиме наши кокошки и полека си тие што не беа добри ги фрлиме, се што се најздрави тие остана. Значи природна селекција Мора да биде тоа, само нешто почна да куса, фаќаш, го фрлаш или го сечи за куќето го еде. Да. Нема ке нас многу само најздрави може да се дат. Да ги држат тие услови у село. Каков ти е тебе однос со кокошките? Па окей, бе, ги сакам, Како ја. живо суштат? Па ги сакам, реално се окей, многу те смируваат, имам приметено кога ќе пасат. Кокошките? Да, кога ќе пасат, како што ти вони цело време нешто работат, знаеш, и ти кога ги гледаш си се опуштат некако реално. Ја Почнете слободни некако си пасат. од целокупен животински свет никогаш не успеав да емотивно да се поврзам само со кокошка. Кокошка. Да. Браво. Значи баба ми нема некој животно што едноставно не ми е мило кокошкава, баш заради оваа причина. Сакав секош ако ќе појдам кај баба ми в село да си уредам дворов, да ми биде чист. Некои каменчина, округли околу цвејчина, така, праве. Седенка нешто. Така. И кога ќе ги пуштеше баба ми кокошки, тоа сето што го правам, го снемува. Значи, ода и уништува. Едноставно Па, да. не може, што викаш ти, Мора кокошката не може постојано ретко може мирна да се, Точно. само оди, као неуротично неко суштество и само оди мора да Мора да кола. пасе нешто, да. И мене па гледаш спротивен ефект, никогаш не можев баш заради тоа да се поврзам некако ме нервираа некој немир Точно. ми прави. Да, малку Кошка се- ја моле баба ми, дајте молам дали сум овде, не ги пуштај малце да да. не биде чисто, да не биде убаво. Не, знам да валка, многу затоа кога ги чува за ваков сел, окей. Да, ама ти што ти сака убави бори кокошка не оди тоа заедно. Да. Ти го направи лом за секунда. Никако, да. никако. Татко ми не знам, таму ги пуштаме на место, бавче направил. Ја викам, не ги пуштај таму, ломките направат, не бе живе, добри се ме слуша, како да не влегува, кокошките леле, ги брка, нема, викам, джабин, пород, но вие 2 грама мозок немаат. Да, кокошката нема. Нема мозок, вака и на шврка да удриш, може да умре, да, брат, тука е нешто, брат, да. Со пасишта, сега како
користите онаков принцип со Имаме приколка. некоја мобилна ограда? Да не, приколка имаме. Добро. И таа приколка имаме заградено големо место, да не влегуваш, нели, други животни и си ја селиме приколка од време на време. 2 недели се на едно место, од нејзиното измет се оплодува земјата и преместуваме. Тоа е најздравиот начин на чување кокошки. Гледаш, Ем оплодуваме тоа е земјата, интересно. ем порасте другата година расте побујна, да ми може да они си пасат побава треба. си ја приметил разликата Да, имаше разлика, така, мислам на дека место кај ставив што паселе од претходната година и сега? од лани кога ќе пасија тој дел, баш ставив на Instagram пост, се вратиме сега, беше стварно бујна, ама не она трева, знаеш, ретка, него бујна трева убава. Пошто нивото ѓубриво од дождот, и они копаат нели со она и го чистат тој дел, го расфрлаат ѓубрето да речеме на сите места, тоа се расте многу добро. И од животинскиот свет мислам дека е најако. Најјако е тоа, Да. не можеш да го чуваш за Најконцентрирано патежан. и Да. дека треба и да го Мора да се разложиш разложи. ако користиш за Така. И добре, и на тоа пасече кај што ние пред многу години паселе крави. Имало изма тие работи и они баш тоа го расчепкаат, тоа многу е природно. Ово е интересен. Се си има циклус тоа, ние дето го сакаме да го направиме тоа, пошто е најлесно е, пошто не чистиш ништо, си серато нели, си вршат измет, топс. Орат кај сакаат патуваат, кога сакаат се враќаат, и тоа. Колку време во Зрзе, баш во Зрзе беше живееше? Година и пол. Ние учевме таму, вака, Да, Но ма година и онака пол. постојано. година и пол. Година и пол? Да. Година, да. И како изгледа еден работен ден? У селото? Да. Па ти прво Со обврски, поврзани, да речем, со фармава и со домеќинство. со фармава, искрено стануваше 5 Како бајле. еден, значи, да ми опишеш еден работен ден? 5 бајле стануваш, мора да ги отвориш кокошки, да изгледа да пасат. Тоа е, се спремаш да јадење, се спремаш. На нив им ставиш храна, вода, тие работи. Од 9 саат ја собереш првата тура на еса, па од 12, во 2 и во 4 днесат, тој ми е последното несење и после ти скоро слободен. Значи, во 4? И последното пребиште, јај се собираш и овие се журкаат. Легуваат на журка, да. Тие легнува со зајди сонце. У 8 саат 9 зависи летно време, кога го видат сонцето како е, напојна се влегуваат у тоа и ги затвараш и тоа. Многу се едноставни за чување. Лисицата ја имате гостена некогаш? Си има најадено таму многу бајги брат. Да. Чуваме Пошто ако се кучиња. на пасишта и се секош пуштени. Знаеш како ќе Тие избегаат се во лесен шумата, плен. ќе избегаат, ќе рипнат преку градава и кога влезат во шумата, тоа ние го сметаме како дарк дел и таму обично ги јаде. Да, иначе вамо не е различно, пошто имаме кучиња, окей. Да. А што некој сака да избега љубопитно, да интересира што има таму, рачуне готово е. Сега имате човек задолжен за Имаме човек да ги обврски, чува, направо. пошто тие се пензионери живеат таму со жена и си викаме ако он го сака тоа да го прави и го обожава тоа да можеме и ние да имаме време за други работи, што нема смисла млади луѓе те зарабуваме у село време, знаеш, мора сме у движење. Да. Не се пронајде У во село, да речем, за постојано. видите, имаше пицерија поред Џонса, Аха. имаше маркет и што нешто тука некои работи, ја нема си рамо таму, ја немам потреба, поевтино ми е таму него Скопје. Ама нема, стварно ништо нема. Да имаше нешто, окей, у сравнилище што е донес селово, има се и се што тоа, имаат и маркети, доктор имаат, аптека имаат, бербер имаат, поред Џонса, тоа не живеат многу убаво. Ја често орам кај нив таму да земам да јадам некад хамбургер, орам таму да јадам. Со топденецот на струја, пошто на солар ние, без пари ми е тоа. Да. Хамбургер не можеш да го замениш со некоја салата и со Абе, ќе јадеш ти патлижани, ама патлижани немаш цело време, знаеш, ти нека сакаш да петера тоа, брат, животинското од тебе, да кацаш Да. место, да. Кидам до таму, ќе јадам, ќе се вратам, ама далеко е пак. 20 км одам, брат. Како го користеше тој мир и то слободно време таа година и пол во Зрзе, пошто рече дека сакаш да пишуваш? Па многу учев на онлайн, не пишам таму само во Скопје, можам да пишам со ова, ваму сум пробал, не ми ори. Не ми е месело таму. Тикам на здрава храна потроше време, на многу учам таму кога сум, гледам онлайн. Учам многу и умир сум онака, размислувам за некои нови идеи, запишувам што сум правил лани, ретроспектива правам повеќе на себе. И тоа.
Учиш? Што учиш? Учам се што брат, поврзано со бизнис, со било што. Кажи ми нешто последно интересно, така што Што ме учиме, па... што ти го преокупирало менталниот простор за која што размислуваш, те инспирира, што сакаш уште поиќе да навлезеш и да дознаеш. Мене имам две работи кај мене. Едното е учам за бизнис, маркетинг, тие работи многу ги учам онлайн, а друго многу потом последно време да следам политика кај нас, интервјуа од луѓе и да видам како они размислуваат, сакам да го разберам македонецот подобро да го сватам малку. И разни типови на луѓе слушам интервјуа, да ги истото интервју го слушам по многу пати, да расватам што сака да каже човекот. Како он живее тука, како се снаоѓа и така натаму. Кој тип на луѓе живее тука. Во сите се види. Да. Едно интервју го слушаш поиќе пати. Може би 20-30 пати, 50 пати. Цено во зрзе, може би 15-20 дена истото интервју го слушам секој ден, брат. Да. Значи, ајде сега малце кажи ми, ова ми е интересно. Тука веќе не се задржуваш на самиве зборови како информации, туку бараш нешто поиќе. Барам подлабоко тоа што го зборува човек, зашто го кажува тоа, гримасите му ги следам, зашто све, да. Замислувам приказно што ги кажува, замислувам како се снаоѓа во таа ситуација, живеам буквално во него. Тие месец дена после ќе ми стане досаден, префрлам на други луѓе. И Ма тоа нешто има во врска со состојбата во која сум моментално и гледам други луѓе кои што се во таа состојба, така правам тоа сега и кинотерапија. Гледам филм, кинотерапија, да. Гледаш филмови во тој период за што поминуваш. И кога гледаш филмот, мора да го гледаш 1000 пати, да ја најдеш одговор што тебе те мочи. кинотерапија. Кинотерапија. Гледаш филм, Ова постои како пракса? Да, мислам дека постои како пракса. Не знам дали официјално, ама мислам дека еден лекар и психијатар им кажува така на луѓе да гледа филм ако поминуваш тој период. Така и книга ја напишав, го гледав еден филм 1000 пати го гледав и он имаше тој проблем да заврши книгата, па ја носеше кај некој да му даде фидбек и ја така најдов човек во Скопје, па фидбек ми даваше таа жена и завршив приказна на филмот и филмот веќе не го погледнав тогаш. Значи, гледајќи филм, Ти помага да Со поминеш тем. тој период, да. за кој филм се Па работеше? тој ше Midnight in Paris со Овен Вилсон. Да. Тој истори во Париз, инспирација нема, па влегува во преку нека чудна машина, влегува во тие 20-ти години од Париз, па таму запознава девојки, па таму се дешаваат интересни работи и ти викам цело време го гледав Вуди тоа. Ален. Вуди Ален ли се викаше тој? Не, Вуди Ален е Режисерот, да, се ми текна, да. Овен Да. Вилсон е Актерот ствари. да, протагониста главниот, а Вуди Ален е Режисерот се ми текна, Режисер. без думи име нема малку, да. Така да тоа го правам исто и вамо, брат. Да. бараш филмови што се компатибилни со твојата моментална Емотивна состојба, Емотивна интелектуална како да, состојба. да. Оно ништо поминува моментално. последно нешто што Пева така игра- си го прегледувал поиќе пати? За филм не ми текна сега моментално, не сум во некој неутрален период сум, ни ваму ни таму. Во кога бев во Зрзе го слушав Игор Джамбазов со Јанко Јади Бурек, има еден интервју, кај што Игор исто избегал од градот, и он во село Слепча таму кај е тоа. Добро. Да, и он така И е мислам јарел, дека е во близина негде. кај Битово мислам дека беше тоа, Демир Хисарско. Аха. Да, нели има и Прилепско едно, да? И он таму поминува низ тие периоди, зборува за селанесот, зборува за македонскиот народ, зборува за партизани пиперки јаву. И ја исто потам да јадам пиперки, да јадам лепи, он јадам по 2 лева дневно, ја исто 2 лева купував дневно, ја ги јадев, да се соживам со тоа што он го збореше и доста кој беше, да. Значи, Ама си викам цел месец само тоа го слушав, брат. По сат време трае едно интервју, цел месец, брат. И он исто збореше за уметност, след зашто си заминал, нели ја заминав од режијата. Си викам седне се поклопија некои коцки, така да. замина од режијата. Така нешто да. Или пример, еден период кога вежбав многу, пример, сава бидам слаб, ако гледав еден филм со овој American Psycho, Кристијан Бел. тој да. Носно го гледав тој филм цело време и стварно ослабев тој период, бев слаб као него, се понашав као него, само за да влезам у таа улога. Баш како тоа го пишувам втората книга исто. Да влезеш у филм. Ова идентификација што ја правиш со она што го гледаш и што го наблюдуваш, ти користи во создавањето на книгите што ги пишуваш? Како не, да, многу. Зависи низ кој период поминуваш, така мора да го подезиш карактерот твој. Затоа ти реков, јас сум многу се менувам нон-стоп. Да се видиме за една недела, ќе бидам скроз различен човек од сега. Друго нешто, ја немам идентитет да речеме јас сум Кристијан тој, од се по нешто земам, од овој крадам, од овој крадам. И
го комбинирам од тој период, после тоа нешто друго. Психолошкиот идентитет е нешто што Да. константно подложно да промени. Тотално, се менува. Може да Така и во животот све, јас менев 1000 професии, бев и магазинер, бев и зидар, бев и уметник, па фотограф бев, па шанкер бев, келнер бев, сега фармер, па издавам, сега чистам мамо брат, чистам, па перам нешто, пред па живот да перам. Цело време нешто морам да научам некои други работи како се прават, да. Не можам само да рече, ој само тоа е. не Морам да се само поише улога да ради, дали ради режијата, така што сум ги креирал тие некои ликови што ги пишував, и морам ја да го проживеам, они што поминува, па ја и да се го наметнам, а мене појма нема од мал и се го правам ова цело време. Да. Само некој идентитет на мене како маска и тоа го живеам неговиот живот цел живот. Пример, ако некој пуши трева и го слушам цело време, и пуши трева нешто иде по девојки ваму таму, и ја исто станувам како него тој период и после го напуштам ако не ми треба веќе. Успеваш да го правиш свесно? Значи, Свесно, да. Да. Најчисто свесно, да. значи Интересно ми е да препробам поише улоги. свесна одлука како глумец, односно Па ја актер. идем на курс по глума многу во Австралија и имам глумено некои такви аматерски работи и не знам, од малку сега сум сакал да земам нека улога друга да видам или ако да приметам тебе да се облекуваш интересно, можеби ја утре ќе си купам таква мајка ќе шедам кон тебе со капа, ако си ми интересен на некој начин. Да, ќе примам тоа од тебе што мислам дека е добра. Значи му дозволуваш на светов што те окружува едноставно моделира. и да те моделира. Тотално, да. Ќе бидам се и се што во секое време. Значи немаш некое по овака што го слушам и ајде да речеме што можам да почувствувам, немаш некое како да се изразам, некое круто его од кое што не отстапуваш до кое на крај што Тоа може би оно на трчно соборен човек. Не знам да не лазеш пример да се искрен, тие некои вредности ми се цело време исти, а ова другото што е надворесно можам да го минувам како сакам, али тоа внатре е секогаш исто. Знаеш, она мотивацијата, моја амбицијата, тие работи, или волја, пример, ќе откажам цигари и не пушам. Тоа си е цело време тука. Не го стапувам, не минувам се утре ќе пушам, па заутре не. Тоа си у мене. А ова друго, овака надвор што ме гледат луѓе, што и да е. лесно успеваш да еве сега спомна цигари. Лесно успеваш да донесиш таква една одлука не пушам и сега готово. Стварно, Да, ма тоа денеска не- не купувам цигари. Да, ма тоа не го носам по некој свесен пат. Морам да направам, имам една тактика што ја правам. Ако сакам нешто да откажам, морам прво да се повредам себе си. Да се? Повредам. Се повредувам. Се повредам пример со цигариве, нешто направив, почнав да ги купувам некои чкар цигари, најевтини што се најјаки, и почнав да ги пушам до тој степен кога ќе почнав да плукам срно, крв да плукам од устава, и толку ми се згади што мојата подсвест го отфрли тоа. Не ја. И тоа го правив и со алкохол, претерав и со други работи, кога ќе претерам, кога ќе бидам толку лоша состојба, тоа ќе откажувам. Че морам да се доведам себе си до уништување, па да се родам пак. Свесно? Свесно. Свесно го правам тоа за да не света да го исфрли тоа. Да. Интересно. Да, и пошто иначе пак ќе ми биде убаво ќе пушам она, а вака се повредуваш, лом се правиш, и после да сакаш да пушиш, немаш па ќе ти текне на тоа што ти се случило тогаш. Ма како човек прецизно да ја одреди мерата на само мера? повредувањето. Па ето, до Кога е? крајна кај што веќе не можеш да издржиш, не издржаш веќе и викаш нема друго освен да прекинам. И сега и денеска вака ќе видам човек, мене смеме се осмело ме пушам пошто веќе бев многу повреден. Плукав крв, плукав срно. Бев ужасна состојба, се ме полеше на мене. Да. Не си некојаш во искушение пак да запалиш? Не, па се повреди веќе не ни смеам. Пошто ако влезам пак у тоа, пак ќе се уништам, а немам веќе ни енергија, ни волја да преживеам и пак не изистело таква работа. Да. Мислам дека веќе сум слаб брат и сега сум само лабав. Да. Лабав си, дали си рече дека си глумил во Австралија? Па да, бев и на курс и имав еден мој аматерски филм што го правев, го избрежав во YouTube, брат. Многу лош филм, тој глумев нешто. И некоја реклама и тоа ми правев, че глупости, викам не брат, не ме бива за тоа и тоа е тоа, брат. Не те бива за Па глума? не ќе ме застанам пред камера, многу ми е пријатно кога да ме гледа некој цело време, брат. Да, вака сакам да сум зад камера да гледам што се случува, да.
И воопшто кога идам во кафиче, во ресторани, увек морам да фатам нека позиција кај што го гледам кафичот, ги гледам сите, па што многу ми е некако чудно ако некој има зад мене. Така и со ова влади истото е. Пред камера не се чувствуваш? Сега ми е окей, немам некој проблем, ама да ме снима некој во вака да ми кажа што да правам нешто многу лошо ми е, да. И го пуштам тој филмот, не избршам, деактивирам е од YouTube, многу лошо брат. Видам другарка на Франција, црна е она, од Нигерија, од Сомалија, па нешто се лапаме таму, ово нешто, бе глупа се живее брат. Се срамам само себе брат. Чекај, твое авторско дело е филмов? Моја, да, нешто како се викаше, го заборе филмот што си ми е тука. Мора да ми го пуштиш. Каде го пуштам, али земи си нешто за смеење брат. Не, мора да ми го пуштиш. Ќе умреш од смеење брат. Толку лоша глума не си бил во живот. Да, јас сум најнеталентираниот актер во свет. Да, ама според ова претходно што го кажа, дека со леснотија успеваш да се идентификуваш со човек, со нешто што ти е интересно, што ти е инспиративно и дека лесно можеш нештото да го прилагодиш на себе и известно време едноставно како да влезиш во него. Тоа си го правам повеќе за себе, реално, да се. Ама таа способност ги одликува добри актери од лоши актери. Па може, брат. Фала на комплимент, али нема да ме убедиш да се вратам, брат. Не се враќам таму више, брат, да. Јас како некој што константно го интересира филм и размислува за филмска продукција и за создавање на свое собствено следно филмско дело, одма помислив кај можам ако ми притреба човек Еден за друг глума. сега ми рече, вика, ја враќате само филм ке мене, глуми некој убие, викам, брат. Шо сам, брат? Да, појма немам, може би, али ти викам, не. Зависи од понудата, зависи од улогата што ќе ти ја понуди. Види, ако ми дадат милионче, може, брат. Значи за пари сепак ќе те само. размислам, да, пари само, брат. И друга работа, не знам дали можам да ја кажам овде, брат. Можеш. А би сака да глумам во она возрастната индустрија, брат. Во? Возрастната индустрија, во порно индустрија, брат. Тоа ми е домешна желба, брат, да глумам таму, пошто стварно мислам дека ќе те пронајдам таму, пошто таму не е битно како изгледаш, битно е што правиш, брат. Да. Не дека сум нешто добар во тоа, ама сакам да го поминам и тоа. Да. Си имал можност Се уште не е, брат. со продуценти на тој тип од филмови Не сум да гледал, разговараш? да, али може, да, ама повеќе би сакал да го режирам исто тоа, брат, пошто знам дека од сите порнички што ги имам изгледано, дали еден ми се допадна, па сите се многу лоши, брат. Кога направам ја порничка биде многу добра. Мислиш дека можеш да продуцираш такво Како не? филмско дело Ќе кај направам нас? како филм кој што случајно се дешава, тоа ќе биде многу интересно, да. Овие се многу фейк што ги имам гледано, брат, да. Немам огромни познавања од порно индустрија, само знам дека интернетов е презатрупан со такви материјали. Искрено морам да ти кажам, не мислам дека нешто ново може да се случи во Тоа? во тоа, да, мислам дека буквално како се што филм што може не? човек да замисли себе и че постои направи, толку што? мултиплицирано. Што Така да, тоа се навише, да. Така. Кристијан, интересни муавети. Мислам дека е добро, да. Интересни муавети сам те. Добре представува, многу мислам дека целата екипа е доста добра и ти си кул, така да се окей. Кажи ми сега, пошто полека да го финишираме муаветов, мислам дека треба да спомниме нешто фазла, спомна 4 книги. Тврда да више ја пишувам, Ја ова пишуваш. зрде да ме закочи и сега пак ќе се вратам на тоа, ми треба да ги смирам коските и да потом напишувам пак. Ова за која издавачка куќа? Полица. Полица. Али сега сигурам преку мене, само ќе се издавам сам. Добро. Да. Дај сега малце како автор да Се нова улога ставаме, така беше фармер, порно е дведа и сега... Па, цело време си Кристијан и Да, лична карта ми е таа, да, човечко суштество што има форма каква што има и сите Јасно. овие работи за кои што да Аватар, да. Тој брат ми го кажа, да вика ти аватар, ми вика, Значи, па точно, значи ти во суштина ние сите сме една есенција, значи секој од нас во суштина е нешто така, исто, да. е после сега тоа надвор, тоа беше друго е. ова што го облекуваме како форма тука, да, различни форми, и емотивни, и ментални, и психолошки, и Така. физички.
Кажи ми, ова е првата. Така. Како да станеш фриленс артист, разбудете го креативниот гени во себе. Ово ти е прво дело. Прво дело ми е тоа. Да. Ако некој сака да ја прочита книгава, кај може да ја најди, А да може ја во сите порача? книжарници мислам дека има, ама Во у сите полиса му е... книжарници? Да, сите книжарници, полиса му е као матична книга и процента што од таму доаѓа најмногу ќе нас паѓа, нели? Други, нели, комисија има тие работи. Комишен, тоа како се вика. Провизија, да. Ама може да купи сега, може и во 3, може и во литература, ама кај било. Добро, втората книга. Таа уште се спрема, завршена ми е. Моментално низ лектура поминува Аха, и се чисти. Се чисти што е лошо, се отфрла, се чисти. Септември, октомври више ќе издарам и таа. Да. септември, октомври. Планираш треба. некоја... Ше година дена ми е така ми стои, да. Планираш презентација, Не, јас сум во принцип она промоција, под радарот летам, да некај многу е. реклама... Ништо онлайн само ќе биде. Све вака преку луѓе, преку вие литература таму да, ама не планирам која промоција. Може би ќе видам брат, да. Пошто сакам да сум приком под да не ме знае Underground. никој брат, ама да читаат за мене, примерно, да. Така и да фармава, ми вика, дојдете на овој пазар, дојдете на овој пазар. Ја никам стварно ништо немам за тоа. Ние сме само онлайн постоиме, во возилот. Не постоиме како физички ентитет. Јас, подобро за... Општо побаво за со така функционирање Па пословно. мислам дека да, брат, пошто ги немаш оние луѓе што доаѓаат ваму таму, вака си брат на дистанца некоја, да. Ко ми испрати неколку фотографии, знаеш, на Ова е тоа, Инстаграм, да. ми испрати за стил. Нешто е само она и сликнав ти Знаеш? прати брат, да. И овде имаше на поглавје како да изградите собствен стил. Да, така, некај по-литни се овие работи, не се баш направи го ова, тоа, туку почне се за литна трансформација би рекол. За себе би рекол дека имаш изградено собствен стил. Па не знам, последниве години фурам некој срна облека само носам брат. И од една иста мајца купувам 10 мајци и само тие ги носам. И ни кошоли купив исти 10 кошоли и само тие ги носам брат. Да. Добро. Немам изграден стил, не знам некако Како гардеробата, значи... нешто таму у транзиција сум сега, да. Како стил на живот? Стил на живот ти викам нон-стоп сум она брат. Да, само морам движење да бидам, тоа е. Тоа е мојот стил на живот, да. Може тоа е твојот стил, така? Да. Константна промена? Нон-стоп. Не толку промена, туку како динамика би рекол поише, да. Ќе ја правиш фарма, ама нешто ново ќе се дешава цело време, да. Мислам дека, пошто ми ја донесе книга, а си ми напишал посвета. Се успат се станаме да одмориме колово нешто, брат. Тоа е старо возило дојдовме и мора да ја ладиме и на халба, брат. Да? Ти напишам, да. Дали во Печат животот сонце. е еден, искористи го својот талент најдобро што можеш. Точно. Фала ти, Кристијан. Вишто мислам дека добро интервју направиме, да. Утвори подкаст ова, да, подкаст, да. Фала што дојде. Чекај, рече дека се враќаш денеска. Па да, сега брат ми само да се сретнам со него, одиме во село, некои работи да завршиме и одиме за Скопје, одиме од Гоци брат. Пошто јас ти реков дека имаш можност. Да, ми каже тоа. Да. Нешто ќе поминувам често тука сега, поготово од наредна или другата недела ќе бидам почесто тука. И ако може некој да ме джитне од селото прилеп на она, ќе дојдам. Ќе дојдам, тука ќе се подружиме, да. Ќе се дружиме, да. Само без пиење, без ништо, брат. Без алкохолно пиво пијам. Пијаме ние, денеска пијавме сок од органска домашна малина Много што е го добар. произведува баба ми. Многу е добар, многу е добар. И не е блаконака, тамана е. Таман. Тоа многу е добар. Живели да не дојдиш па. Чирес, брат, да. Фала ти многу, ќе дојдеме прилеп, ќе се дружиме, да. Фала ти многу и мислам дека си помуабетивме добро. Здрави Боже да некој втор дел кој ќе биде втората книга, па ќе дам тука. Со Да. задоволство ќе бидиш у гости. Супер, баш ми е Фала убаво. ти.